Еве, уште еднаш, не знам дали има потреба да повторам се што кажав, али на сосема кратко една реченица ќе повторам. Се заблагодарив на Finance Think за поканата, им честитав на добрите анализи што ги направија претходно, се заблагодарив на Обединетото кралство и амбасадата нивна во Република Македонија за помошта на овакви активности и ценам дека е многу добро да има јавна дебата за сите економски политики. Од првиот ден кога дојдов во владата, инсистирав на таква дебата и ги вклучив сите, практично во сите економски политики кои што ги прави владата, од стопански комори и од сите чинители на економското живење, како што беа универзитетите, академијата, за што ќе ви кажам малце покасно, и практично сите меѓународни и домашни финансиски институции. Сосема кратко, дали има надеж? Апсолутно, ако нема надеж, јас не би седел тука и апсолутно седиме за да има надеж и за да биде ситуацијата подобра. Состојбата од минатата година ја спомнавте, мислам дека таа беше доволно објаснета во минатите неколку недели. Да, првата половина од годината беше лоша, втората половина од годината беше малце подобра, ама не доволно добра. Меѓутоа да не заборавиме низ какви ситуации поминуваше нашата држава минатата година и не знам за каква економија можете во такви услови да зборувате. Пред да преминам на економските работи, јас сакам да кажам две основни работи. Прво и основно мислам, и сега сум уште поубеден после 10 месеци во владата, дека тоа е многу важно, а тоа е прво, пред да правите економија, вие морате две работи да решите во државата, а тоа е да имате владење на правото. Во владење на правото покрај тоа што треба секој инвеститор да се чувствува сигурен, треба и да обезбедите политиката да ги трне рацете од бизнисите. Јас, верувајте, пола од времето го трошам слушајќи разни настани кои што се случувале, во кои што на некој начин, директно, индиректно или на било кој начин политиката влијаела врз бизнисот. Еве Сабајлинава имав еден таков состанок за шеќерана Битола, кој што точно ќе видите со разни активности како фабриката уместо да се заштити, напротив, се на некој начин иницирало да се зголеми увозот на шеќер визави, не знам, производството домашно. И такви ситуации политиката со својата моќ може да ги прави, а тоа е тоа што не треба да го прави, односно треба да остави економските механизми да ги направат, да речеме, своите правила и по тие правила да се одвива економското живење во државата. Тоа е прво што морате да го направите и верувајте ме, јас сум многу посветен на стварањето на таква клима. И втората работа е да обезбедите стабилност во државата, а тоа точно ја покажа минатата година, дека доколку немате стабилна ситуација, капиталот е плашлив, што е и нормално, значи сака да се заштити. Сега јас не би зборувал повеќе за овие два предуслова, мислам дека сите се разбираме што сакам точно да потенцирам. Сега ќе преминам на економските политики и мерки. Да, значи зголемувањето на платата е пред се резултат на би рекол позитивната мерка за подигање на лимитот на минимална плата и тоа статистиката за жал е немилосрдна, бројките, аргументите се тие и практично можеме да дискутираме дали се точни или не се точни, точни се. Значи, тоа го покажува статистиката, а таа работи врз база на бројките добиени од институциите во Република Македонија и тоа е прв најголем пораст. Меѓутоа, јас ја прифаќам дискусијата дали тоа значи и пораст на стандардот на живење, бидејќи нели тука треба да видиме пораст на трошоци и така натаму, но дека минималната плата е покачена, пошто така влеговте со прашањето, е секако покачена. Она што се обидовме да направиме во економијата, сакам да ја кажам широката слика, како јас ја гледам. А широката слика е дека ако сакате да направите пораст на економијата во Република Македонија, не е исто како да направите пораст на економијата во Кина, каде што има домашен пазар, каде што има голема абсорбирачка моќ. Ние сме мала држава, 2 милиона луѓе, прашање еве попис немаме, значи колку сме точно во државата. И тука, кога ќе зборувате за економија и за пораст на бруто домашниот производ и општо пораст на економијата, имате неколку можности како тоа да се направи. Прво е да се зголеми домашната потрошувачка. Тука се можностите лимитирани. Прво, населението е лимитирано, платежната моќ на тоа население е лимитирано и практично немате тука голем простор за пораст на бруто домашниот производ. Вториот механизам, што е најсигурен и најдобар, е да направите колку што може поголем извоз. Во моментот, учеството на
извозот во бруто домашниот производ е некаде околу 54% и доколку сакаме да дојдеме до стапки на раст 5-6% перспективно зборувам, што треба да дојдеме ако сакаме Македонија да фати приклучок со нормалните, да речеме, земји од централно средно европското подрачје, да не зборуваме да се споредуваме со Германија, Скандинавија, Велика Британија, значи зборувам за земјите како Чешка, Полска, Словачка и така натаму, да со нив фатиме приклучок. Во тој случај треба да обезбедиме раст на бруто домашниот производ од 5-6%, а тоа можеме да го направиме само доколку извозот во учеството на бруто домашниот производ дојде до 65%. Сега, како тоа да го направиме? Значи, прво тоа треба да кажеме што треба да се случи за да се зголеми тој бруто домашен производ, и втората компонента со која што можеме да го зголемуваме бруто домашниот производ е да пуштиме, како да кажам, инвестиции во делот на капиталните инвестиции, односно да го интензивираме градежништвото. Сега тука е големо прашање. Ако го интензивираме градежништвото со проекти кои што не се одржливи на подолг период, во тој случај вие имате краткорочен ефект и долгорочен проблем. Зошто? Затоа што ќе земете кредити за да направите градежна активност во моментот, тоа ќе генерира ситуации во градежните компании кои што ќе генерираат одреден промет и тоа нормално ќе се види во статистиката, меѓутоа кога ќе земете во предвид дека перспективно тие кредити треба да ги вратите, а ако проектите не се одржливи, онда вие креирате долгорочен проблем. И сега еве ја исцртавме рамката во кој што можеме да бараме пораст на бруто домашниот производ. Рамката е на домашниот пазар тешко ќе очекуваме зголемена потрошувачка, бидејќи што значи зголемена потрошувачка? Тој што има една кола да има две, тој што има 5 одела да има 10, тој што да речеме трошел малце по ресторани да троши повеќе, да купи повеќе станови и така натаму, што веројатно тешко ќе се случи преку ноќ да порасне. Значи, втората компонента која што е надежна е да се зголеми извозот, а тоа можете да го направите само ако креирате компании кои што ќе бидат извозно ориентирани, и за мала држава тоа е многу битно. И трето, да ги задвижите капиталните инвестиции, ама да ги задвижите во одржливи проекти. Кои се одржливите проекти? Одржливите проекти се проектите во инфраструктурата. И сега ќе кажам повеќе за втората и за третата група, без да го узурпирам времето, бидејќи јас за ова би можел да зборам долго, ама треба нели и другите соговорници да кажат нешто, а веројатно и прашања да има. И сега ќе кажам, значи во втората група каде што се обидуваме да ја задвижиме економијата во делот на зголеменото производство и зголемениот извоз, значи тука се уствари економските мерки кои што ги дебатиравме почнувајќи од август месец минатата година, па еве сега тие се преточија во закон и во програма, каде што законот ги опфаќа сите компании, а во програмата специјално дополнително ги стимулираме малите, средни и микропредпријатија, кои што ќе бидат дополнително стимулирани. Значи таму се наградуваат, односно се прави субвенционирање на резултати, не на желби. И така е направена програмата, да прво компаниите треба да покажат резултати, а после тоа да добијат било каква помош за да тие резултати ги зголемат. Идејата е дека тие кои што се добри, кои што знаат добро да управуваат, кои што знаат добро да стопанисуваат, тие треба да бидат двигател и генератор на економскиот раст во државата. Ние, како држава, премногу пари потрошивме на компании кои што се загубари, кои што пропаднаа, и не знам дали имате чувство колку пари оваа држава има потрошено во фирми како Охис, Таклара, ФАС 11 октомври и така натаму, кои што ги абсорбирале парите на даночните обврзници, а резултат не дале никаков. Затоа ние сега сакаме обратно, прво да ги видиме резултатите, па ќе помогнеме за да се остварат уште поголеми резултати. Секој инвеститор кој што со закон ќе знае дека ќе биде помогнат, односно ќе добие поврат на средствата, тој ќе биде похрабар во своето инвестирање за да може нели да донесе одлука да го зголемува. И можам да ви кажам дека резултатите после веќе објавувањето на дефинитивната програма се многу охрабрувачки, многу компании се одлучуваат да инвестираат и мислам дека таа програма ќе даде добар резултат. За да го мериме резултатот, многу е битно, тоа беше кажано и од амбасадорот, а и нормално и во анализата на Financing, дека ние мораме да имаме мерливи резултати. Значи, ние треба да знаеме со секој денар платен на даночните обврзници во Република Македонија, кој е резултатот на тој денар потрошен.
За да имаме резултат, направивме две работи. Прво, пред да донесеме дефинитивната програма, организиравме екипа на економисти кои што направија симулација и таа симулација покажа дека од сите компании во Република Македонија ќе бидат, односно ги исполнуваат условите eligible се за да ги користат мерките, некаде над 7000 компании. Критиката беше дека тоа се само 10 до 20% од компаниите во Република Македонија што се активни, што е точно. Меѓутоа, тоа е сигурно многу повеќе од 23 компании претходно што во претходните 10 години потрошиле 225 милиона евра. Значи, да, тоа значи дека ајде нека расте бројот на компаниите кои што ќе бидат квалитетни и добри и тој број ќе се зголемува. Тоа е значи првата работа што сакав да ја кажам, значи ние имаме точна и прецизна симулација колку мерките би коштале ако беа аплицирани да речеме на 2016 година и уште една дополнителна работа, направивме симулација која што јас ја покажував во јавноста, ние ја немаме сега тука, меѓутоа можете да ја видите на вебсајтот на влада. Ако тие 23 компании кои што досега имаат државни договори, односно договори за државна помош, ги ставите во новата програма, тие би биле само подобро поддржани, освен 3 од нив. Тие 3 се оние кои што користеле ослободување од социјалните придонеси, што мислам не е во ред, така да ги ослободите од плаќање на пензиско осигурање, односно социјален social contribution, како се викаат, придонесите, значи државни, за да во услови кога пола милиарда евра годишно од буџет донирате во фондот за пензии. Така да, мислам, ги охрабрувам сите стопанственици, мислам дека оваа програма е добра. Сега, за мерењето, откако ќе почне имплементацијата, се договоривме со МАНУ, имавме еден работна средба во која што МАНУ ќе ја поставиме како централен мерач, да речеме, или на некој начин евалуатор на резултатите. МАНУ ќе земе во својата екипа луѓе од универзитетите и од стопанството и ќе направиме значи еден тим во рамките на Македонската академија на науките и уметностите кои што ќе ги мерат ефектите од мерките. Ние мораме на крајот да знаеме кои мерки, какви ќе бидат ефектите од тие мерки. Воедно сакам да ви кажам, ќе дојдам само уште и до третиот столб, а третиот столб беше на инвестициите, односно капиталните инвестиции. Таму ситуацијата, морам да ја споделам со целата јавност и со вас како заедница економска, беше следната. Вие за да направите добар проект, односно да влезете во реализација на проект, прво треба да имате технички проекти. Значи треба тоа да е нацртано некаде, да е смислено, да е направено. Ако немате добар технички проект, во тој случај вие ќе ви се случи кичев охрид. Значи влегувате без проект и трошоците енормно растат, проблемите енормно растат. Едноставно не ќе можете да испаднете, сте влегле во проект без технички проект, без основен проект. Сега, правењето на основни проекти не е нешто што се случува преку ноќ. Едно е да имате желба, да викам имам желба да правам железничка пруга према Бугарија, према Албанија, да правам патишта, не знам да правам Скопје-Блаце, но вистината беше следна. Во моментот кога ние влеговме во владата, немаше проект Кичево-Албанија за железница, не се завршени ни до ден денеска Кичево-Охрид проектот не е дозавршен како што треба, иако проектот е во реализација. Нема проект за Гостивар-Кичево, значи таа делница останува од коридорот 8 во делот од Скопје према Албанија. Не беа дозавршени проектите на железницата за третиот дел према Бугарија и автопатиштата беа испроектирани, меѓутоа не ревидирани, а додека за делот од Скопје до Блаце, што е само 13 км на македонска територија, немаше проекти до ден денеска, нема, сега се работи проектот. Па ве молам, какви тендери и каква инфраструктура вие ќе почнете да градите, ако немате технички проекти, значи вие имате само желба, немате друго. Затоа се овие 7-8 месеци влеговме у проектирање. Да сето се направи, за да јас сум така научен. Значи вие морате да имате прво добра подготовка за да влезете во инфраструктурни проекти. Па сега има значи проект за пола пат од Кичево Гостивар, има сега Кичево Букојчани, значи веќе проект готов. Има готов проект Кичево Лин за железница, има готови проекти значи за железницата према Бугарија завршени и се ревидирани значи проектите на автопатот, пак повторно ќе зборам, по коридорот 8. Сега веќе сме спремни да почнеме со тендерски постапки. При тоа, тендерските постапки мора да бидат транспарентни. Во разговори сме со финансиските институции, со ЕБРД и со Светска банка, каде што имаме голема надеж и многу позитивни сигнали дека сакаат да влезат во сите тие проекти и да обезбедат финансирање.
Кога имаме технички проекти, имаме финансирање, тоа е квалитетна инфраструктура. Вице-премиере, ќе ве замолам, веќе повеќе од 10 минути, мислам дека го исцрпивте целиот свој дел за денешното присуство на дебатата. Добро, значи јас ја прифаќам забелешката, бидејќи темата е широка, можеме да збориме многу. Јас тука ќе застанам и ќе оставам поише простор. Ако повторно не ви дојде редот. Нема проблем, во ред. Мислам дека министерот за финансии доволно кажа на оваа тема, јас не би се повторувал. Единствено сакам само да кажам дека треба да го продискутираме сите во општеството прагот над кој што би се променила даночната стапка, и ако тој го спуштиме многу ниско, во тој случај ќе биде дестимулативен. И затоа треба да малце размислиме, и тука се бара една подетална анализа, и затоа владата не брза, значи, во тој процес. Напротив, значи, ќе направиме една сеопшта анализа и една јавна дебата околу тоа, и мислам дека тоа ќе даде резултат. 3 теми отворивте во претходните дискусии, јас сакам да кажам сосема кратко на сите 3 и ќе бидам многу пократок од минатиот пат. Првото беше во делот на образованието. Значи, видете, економија и развој на економијата нема без соодветно и солидно образование и одговор на кадровски решенија за потребите на индустријата. Тоа во Македонија у моментов има комплетен мисмечинг. Значи, тоа што треба во стопанството го нема на пазарот, тоа што го има на пазарот како работна снага не му треба на стопанството, односно на економијата. Тука решението е да се реши акутниот проблем и долгорочниот проблем. Образованието не можете да го решите преку ноќ. Значи, не можете вие сега, ако почнете сега да менувате образовен систем, резултатите ќе дојдат по 10 години, пошто тие луѓе треба поминат низ тој образовен систем. Што значи морате да најдете акутно решение. Акутното решение, јас свикав неколку состаноци у последниот период, во кој што со Министерство за образование го гледам на следниот начин, и мој предлог е следен. Прво, во секоја општина, значи општина по општина, не сме ние Кина, не сме ние милиарда, ние сме 2 милиона луѓе со мали општини. Значи, во општина по општина да видиме кои се потребите на индустријата, односно економијата генерално, кои се човечките потенцијали што таму ги има. Да видиме, да направиме список, тоа може да се направи лесно, и да видиме како да направиме мечување на тие, а да државата си земе на себе да ја направи преквалификацијата, за да тие луѓе бидат запослени преку Центарот за преквалификација и така натаму, и така да го решиме акутниот проблем. А долгорочниот проблем ќе го решиме со промена на образовниот систем. Не постои држава во која што 95-6% од средношколците продолжуваат на факултет, и при тоа сите тие ги качувате на еден мост што го викате надеж, а не им кажувате на тие млади луѓе дека на крајот на тој мост има провалија, бидејќи на тој начин ќе генерирате други проблеми, и тука ќе застанам. Второто прашање ви беше прашањето околу продуктивноста. Видете, не можете да зголемите продуктивност ако сакате да правите фабрики со старомодна технологија. Значи, вие морате да ја пратите технологијата. Секој кој што има фабрика, а јас сум во таа позиција веќе 20 години, секој кој што не враќа 80% од својот профит во инвестиции во технологија, тој за 5 години ќе нема фабрика, заради тоа што не може да ги следи трендовите на новите и современи технологии кои ќе ја зголемуваат продуктивноста. Управо тоа ние ги стимулираме со мерките. Значи, ние во мерките не даваме помош за компании кои што не инвестираат. Ние правиме само поврат на инвестициите. Значи, на сите компании им даваме јасна порака. Инвестирајте во технологија, машини, хали, тоа ќе ја зголеми продуктивноста, бидејќи на крај сите го забораваме еден збор што е многу важен, а тој збор е важен е конкурентноста. Вие не можете да бидете на светскиот пазар ако не сте конкурентни. А конкурентни ќе сте само ако имате квалитет, ако имате добра цена, која што произлегува од продуктивноста и технологијата, и ако имате знаење кое што произлегува од образованието. И сега доаѓаме дека сето тоа е врзано во еден круг и ништо не сте направиле, само на една точка ако действувате, ако не действувате на сите компоненти во тој ланец. И конечно да ви одговорам за сивата економија, значи сивата економија апсолутно е зло, значи на економијата генерално. Значи нема поголемо зло доколку вие не ги ставите сите субјекти во економското живење во рамноправна положба. А вие доколку одредени субјекти толерирате да не ги плаќаат давачките према државата, што е у принцип сивата економија, а на другите им се заканувате дека ќе им ги зголемите придонесите, вие практично што правите? Правите една нееднаквост на пазарот која што само дополнително ја продлабочувате. Значи, апсолутно е потребна борба против сивата економија и тука има повеќе таргети кои што не би сега навлегувал во нив, но она што сакам само да го кажам, дека
максимално сме посветени, тоа пред се преку Министерството за финансии, министерот е тука присутен, ќе каже повеќе, да сите парични текови во државата ги ставиме преку институциите. Значи, видете, денеска, само едно да ви кажам, како оди, нема организиран откуп на земјоделски производи. Ние паушално оданачуваме земјоделци, а ако одите на терен, како се случува де-факто продажбата на земјоделските производи? Се случува у кеш, у камион, на нива и завршува некаде низ светот. Значи, тука имате парични средства кои што не се ставени во институцијалниот систем. Значи, и тоа ја поттикнува, значи, сивата економија. Понатаму имате увоз на текстилни производи на кило. Па како тоа ќе увезувате текстилни производи на кило и тоа треба да се сузбие. И така натаму, значи, многу точки има, но ако сега сакам повторно да ги зборувам сите, ќе се доведам у ситуација повторно ме предупредите и затоа тука ќе застанам и ќе оставам простор за прашање. Благодарам.